Поминаа речиси 100 дена од владата која предводи Димитар Ковачевски, а во која партиципира и партијата Алтернатива на Африм Гаши. Оваа владина коалиција се соочува со сериозни предизвици: економска, енергетска, финансиска криза. Изгора на тоа, руско-украинските превирања кои се рефлектираат и врз светот, но тука не е имуна ниту Северна Македонија. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е лидерот на Алтернатива Африм Гаши. Господине Гаши, како функционира владината коалиција? Задоволни ли сте? Прашањето е многу интересно, ама одговорот е тешко да се даде заради тоа што сме во првите, уште не сме поминали првите 100 дена. За волја на вистината има една позитивна енергија во однос на тоа како се справуваме со овие големи кризи кои беа пандемската, економската, енергетската, па ни фалеше уште и оваа војна и агресија на Русија врз Украина, па да поремети уште повеќе работи, но јас сум среќен што владата има сенс да го слушне чувството на граѓаните и проблемите кои ги створија овие кризи и брзо реагираше. По тоа што брзо реагираме и се обидуваме да ги ублажиме последиците на овие кризи, мислам дека би дал позитивна оценка на почетокот. Или ако кажеме дека денот по утрото се познава, ми изгледа дека ќе биде овој сончев ден и дека ќе трае добро и ќе бидат среќни граѓаните, но на крајот на краистата ние сме тука да работиме. Во моментот кога станувате дел од владата, најбитно е јавноста да ве цени и они да бидат задоволни. Наше е да работиме, да се трудиме, а вие да цените, да критикувате, сугерирате, за да бидеме подобри. По постигнувањето на договорот за ваше партиципирање во владата, првичните коментари беа дека Алтернатива и Гаши го искористија моментот СДСМ и останатите коалициони партнери платија превисока цена за Алтернатива да даде поддршка на оваа владина коалиција. Вие веднаш после договорот со тандемот Заев-Ковачевски изјавите приоритетите на Алтернатива се да нема отстапување од евроинтеграцијските процеси, правда, односно повторни судења за неколку политички мотивирани случаи за кои треба да има странска експертиза. Ниту од блиску не е наповедок почеток на преговори со Европската унија. Проблемите околу правдата и натаму остануваат. Реформите во правдата и независноста на судството се клучни. Прво, во никој случај не беа ултимативни, а и вториот израз кој го употребивте и кој се користи во јавноста дека сме го искористили моментот, и тоа не е точно. Ако ги видите кои ресори и кои функции и позиции ги превземавме за управување, тоа би рекол заеднички именител на сите тие можеби е каде што се најголемите проблеми. Така да ние бевме критикувани од нашите пријатели зошто се нафативме да управуваме со вакви тешки ресори. Така да ако гледаме реално на сликата, Алтернатива се нафати да ги реши најголемите проблеми во државата. За една млада и помала политичка партија како трет партнер не би требало тоа така да биде, затоа што поголемите треба да го сносат, да ја сносат таа одговорност. Но јас сум човек од предизвици, Алтернатива е партија која бара предизвици. Ние сме убедени во нашиот квалитет и луѓето кои ги имаме во нашата партија и сме убедени дека можеме да дадеме во оваа држава, во ова општество луѓе кои можат да ги подобрат процесите во државата. Ние сакаме да дојдеме до независно, фер и кредибилно судство. Но дали Кој во моментот го немаме? Го немаме. Сигурно е така. Дали Алтернатива е крива што граѓаните не веруваат во овие процеси дека се судени фер и демократски? Мислам, фер и праведно? Не. Значи, овие процеси се монтирани и
перцепцијата кај граѓаните, во овој случај македонско-албанска, е дека има етнички елемент во овој процес. Ние сакавме и сакаме меѓународна институција да дојде да ги увиди, за да не биде судството да не го има товарот дека суди по етнички пристап, туку заради владење на право и праведно. Се што сака алтернатива да направи однос на владење на правото е да имаме независно судство, да имаме праведно судство, да ги поставиме судиите што се најдобри во најдобрите места, најклучните места, не дека немаме добри суди, имаме одлични суди, имаме одлични професионалци во сите сфери. Само ни треба да бидеме умешни како политичари, да најдеме простор да ги поставиме или да најдеме механизми како најдобрите да дојдат во најклучните позиции. Само така можеме да дојдеме до правдата, до вистината и до добриот квалитетен живот во државата. Бидејќи ни оддалеку не се гледа дека Северна Македонија наскоро би ги почнала преговорите со Европската унија, а зашто една од причините и главните мотиви поради кои влеговте во владата беше токму евроинтеграциите, дали може би сега е безпредметно вашето учество во владата? Не, во никој случај. Тоа е еден од најголемите наши приоритети. Не би сакал да се навратиме на декември, кога беше многу битно дали ќе има капетан или пилот во авионот. Дали ќе има влада во Скопје беше многу битно. Да немавме влада тогаш, ќе бевме ние виновниците зошто тој процес не имал позитивен епилог. Денеска јас мислам дека со новите две влади во Бугарија и Македонија, со новите премиери и со нивните состаници кои беа динамични и чести овие денови, мислам дека се отвара ново поглавје и јас сум убеден дека ако работиме конструктивно и бидеме упорни и проактивни, мислам дека оваа година може да ги отвориме преговорите или како што се очекуваше додека не заврши француското преседавање со Европската унија. Кога го спомнувате прашањето со Бугарија, сметате ли дека руско-украинската криза може да допринесе на некој начин Брисел да го забрза процесот на интеграција на земјите од Западен Балкан? За Русија на некој начин да не го искористи овој меѓупростор за прегрупирање на политичките сили на Балканот? Ако Брисел размислува поумешно и по-хомогено, тоа сигурно би било така. Значи, јас мислам дека заради хетерогеноста на Европската унија, заради различните приоритети што ги имаат различните држави во унијата, знаете, така функционира и тешко доаѓа до овакви големи одлуки. Но јас сум убеден дека ова што се случи, војната во Украина, треба да биде знак за забрзување на проширувањето на Европската унија во Балканот, особено Северна Македонија, и мислам дека они треба да го забрзат овој процес. Тоа би било најлесно остварливо со отворање на преговорите што би се отвориле меѓу Северна Македонија и Бугарија. Наредната недела ќе бидат официјално објавени податоците од пописот. Зошто за најголемиот дел од албанските партии е важно процентуалната застапеност на албанската етничка заедница? Дали ќе бидат 23 или 25%? За жал, тоа е заради тиранијата на бројките која ја воведовме како политичка пракса во државата од 90-тите. Ако во Уставот напишете дека некои права се врзани за некои бројки, тогаш нормално е дека бројките и тиранијата на бројките ќе бидат единствена политичка алатка за пресметување на едни со други. Јас мислам дека крајно време е да го затвориме ова поглавје. Мислам дека е јасно дека оваа држава више
не може да издржи биејќи ја битката меѓуетничка помеѓу македонци, албанци и други. Крајно е време да сватиме дека оваа држава е наша заедничка, на сите граѓани. Треба да направиме се оваа држава да биде праведна, правна, функционална, да се живее достоинствено во оваа држава, без разлика кој од која етничка или друга припадност е, а најмалку да биде битно кој каква процентуална застапеност има. Но ова мора да се направи преку ревидирање на главните документи во државата. На што всушност мислите за повторно отворање на македонскиот устав? Па во уставот, например, употребата на јазикот е условена со, или ја знаете, она несрегна формулација, јазикот кој го зборуваат повеќе од 20%, а сето тоа се мислеше и се мисли уште на албанскиот јазик. Мислам дека крајно време да се ослободиме од ваквите анимозитети и предрасуди. Ако на сите ни е јасно дека се зборува за албанскиот јазик, ќе треба да напишеме јасно и кратко албански јазик. За да не тоа зависи од некои бројки, па да во секој попис, каде секаде во светот е тоа нормална статистичка операција, само кај нас да биде политичка. Јас сум убеден дека сега ќе ги имаме најможните добри, релевантни резултати кои во држава каква што сме ние може да се добијат. Почна процесот околу измена на изборниот законник. Вие како помала партија која партиципирате и сте дел од владата, дали сметате дека треба да дојде до промена, односно да се реализира идејата за една изборна единица? Според одредени податоци и анализи, големите партии со сигурност ќе изгубат 1 до 2 пратеници, но помалите партии со сигурност ќе добијат 20 до 3 пратеници. Тоа значи дека собранието ќе биде шаренолико, а владата ќе биде уште понестабилна. Па, не се согласувам со ваквите пресметки и симулации. Мислам дека не се научно основани. Затоа што кога имате друг модел, тоа значи и други комбинаторики на политички коалиции и така натаму. Како и да е, ние треба алтернатива била поборничка, не на одреден изборен модел, туку на принципите и концептот за изборите. Сакам да кажам дека за нас е битен приоритет да биде праведноста или рамноправноста на гласот. Значи секој тежината на гласот да биде иста. И во моделот со 6 изборни единици дискриминирачко е меѓу различни изборни единици да има разлика плюс-минус 5%. Тоа значи во некоја изборна единица да станеш пратеник со 5000 гласа, а во другата со 9. Тоа е неправедно. Разговорот ќе го завршиме како што и почнавме, рековте дека владата добро функционира. Неистав е премиерот Ковачевски кој вели мнозинството е, парламентарното мнозинство е стабилно, што значи дека ќе сметате дека ќе обстоите на планираното да го завршите мандатот до редовните избори или може да се и предвремени парламентарни избори? Па тие што сака да работат до крај. Ние сме тука да, ако нашата перцепција е дека добро ни оди работава, добро сме почнале, сакаме да завршиме до крај. Мислам дека секакви предизборни активности би ја отежнале економската и другите кризи. Затоа мислам дека имаме релативно нова влада, нов премиер, нов состав, владен состав, така да треба уште 2 години имаме до избори. Мислам дека е не принципиелно да се отварат прашања за предвремени парламентарни избори. Сега на влада која е избрана сега, ако има мандат уште 2 години, на неколку кризи. И пандемска, и енергетска, и ваква војна по стабилноста. Затоа треба сите да помогнеме да бидеме инклузивни. Јас ова го барам и кога сум бил во опозиција и сега од премиерот
и јас така настапувам, треба да бидеме отворени кон опозицијата, да ги вклучиме и нив во битните процеси и заедно да ги решаваме проблеми. Овие се преголеми проблеми, треба да бидеме инклузивни, заеднички да бродот го донесеме во крајбрежјето. Па ако ја поминеме кризата потоа, многу е малку релевантно и битно кој ќе победи на наредните избори, колку што е побитно да ја преминеме оваа криза. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам, ми беше чест. Почитани гледачи, тоа беше претседателот на партијата Алтернатива Африм Гаши.